камерата ги покаже, предпоставувам дека и вие ги познавате. Тоа се членовите на првата детска амбасада. Од мојата лева страна е Гордана Пирковска-Змијанац, кој е генерален секретар на детската амбасада и членови од истата. Како што знаете, секогаш тие кај нас се добре дојдени и секогаш со некои нови поводи. Овој пат тие имаат два поводи. Едниот е тој што во понеделник тие ќе го обележат 3-годишното свое активно постоење, за кое веднаш Гордана на почеток ќе ни каже како планираат да се одржи таа свечена седница. По повод 3-годишнината од оформувањето на нашата амбасада, односно првата детска амбасада во светот Медјаши во Република Македонија, во понеделник во 12 часот во Драмскиот театар ќе се одржи свечено годишно собрание на кое што ќе земат учество голем број деца членови на детската амбасада од цела Македонија. Очекуваме од повеќе градови гости, дечиња кои што заедно со нашите координатори ќе пристигнат в понеделник, и тоа од Охрид, Штип, Велес, Битола, Прилеп, Демирхисар и другите градови. И на овоа собрание ги анимиравме децата со цел да не биде класично годишно собрание, туку да биде една игра преку која што ќе се представат сите активности на детската амбасада од страна на децата, не возрастните да зборат за активностите, туку повеќе децата со музика, песни и зборови. Ќе настапат голем број деца кои што се наши членови, а кои настапувале на детските фестивали, поточно од фестивалите Сидо, Калинка, Златно славече и другите наши детски звезди, например Оливера Лазаревска, Васил Гарванлиев, Катерина Кондоклоци, Селена Голомеова и други. Мислам дека ќе биде интересно. Ги поканувам сите наши членови, кои што ги има рекол над 2500 од цела Македонија, во понеделник да дојдат да ни се придружат, бидејќи подготвуваме и повеќе изненадувања. Секако ќе гаснеме и свекички по повод 3-годишнината, ќе има и торти. Јас не се сомневам во тоа, затоа што знам дека вие секогаш сте подготвени за прекрасни акции. Повод рековме има уште еден. Неодамна Гордана се одржа една интересна манифестација со наслов Мир и разбирање на народите од Балканот. Што беше тоа? Тоа беше конкурс организиран од Хуманитарната асоциација КРИК, италијанска хуманитарна организација, која што со цел да ги анимира младите во Македонија го објави овој конкурс на кој што зема учество средношколци од детските домови низ Македонија, од ученичките домови и средношколските училишни центри, а меѓу нив беа и членовите на детската амбасада кои што добија и награда, меѓутоа тие самите ќе кажат нешто повеќе. Секако веќе им отстапиме простор и на нив. Да ни кажат тие нешто повеќе за самите подготовки, за учеството, за авторството на таа представа. Па вака, мислам, тоа беше, откако го добивме конкурсот, дека сме поканети ние да учествуваме доколку се спремиме. Најактивните така што се најдовме во тој момент се собравме и решивме да направиме една игра, која нема да биде класична представа, тоа ќе биде игра. Сами се подготвувавме, најдовме хамери, цртавме по хамерите, си направивме капчиња, сами ги шаравме, блузички и сето тоа го правевме самите, и исто така и текстовите, тоест текстот беше всушност неколку пораки и тоа се пораките што се кажуваат постојано и кои се мото на детската амбасада. Така да ние ги извежбавме тие и се представивме. Значи ли тоа дека бевте и сценаристи, и кореографи, се сами? Па да, сите заедно, не може никој да се одвои тука кој е сценограф, кој е текст, сите бевме исто, мислам, сите исто работа. Иако сами, меѓутоа со успехи, како беше да се добија награда? Па нормално победивме. И супер, идеме на 22 тргнуваме, 22 мај. Првите 5 дена сме некаде во Сицилија, во градче да се вика Илина знае, Реджо де Калабрија, таму ќе има деца од Франција, Италија, нормално, Албанија, Грција, Шпанија, Германија и не знам, секад свет, што се спремени веројатно нешто слично како и нас за истиот конкурс. После тоа, првите 5 дена сме таму, после тоа имаме уште недела дена дружење со италијани во Рим, Венеција, Верона, не знам кај све идеме. Да, ќе биде ли ова прво патување од ваков вид или веќе сте биле и на друго место?
Па знаете што ние секако како детска амбасада ја да речам представуваме низ цела Македонија и заради тоа имаме толку многу членови бидејќи сите гледаат дека работата која што ја имаме е многу убава и така да заедно со нашите пријатели кои што исто така зема први места на овој конкурс кој што се представи исто така со изворедни нели најразлични уметнички творби, тој наш мал караван ќе тргне, рековме, околу 22 мај. И како што ни рече Нита, ќе ја прошетаме Италија, ќе се представиме, ќе биде возбудливо. Во секој случај ќе прикажеме дека на овие наши простори, освен војни и други тешкоти, има и мир, разбирање и убави. И еве за крај да видиме, Гордана, што ќе ни кажеш за идните планови на детската амбасада, која нели секогаш е позната со своите хумани акции, интересни акции, што таа подготвува за блиска па и подалечна иднина? Да, јас ќе се надоврзам и на претходното прашање што го поставивте на Невена, а за тоа дали децата од детската амбасада патуваат, нели? Ние постојано патуваме. Имавме наш член испратен на Светскиот конгрес за правата на децата во Њујорк пред 2 месеци. А сега планираме 30 деца да испратиме во Белорусија. Имено склучивме договор со Хуманитарната асоциација Славјански дом од Белорусија, која што обезбеди сместување за 30 деца од Македонија во еден летен камп во близината на Минск, каде што нашите деца ќе престојуваат од 5 до 29 јуни. Потоа, во август, 30 деца од Белорусија ќе бидат наши гости кај нашите деца, така да ќе имаме една размена на ученици и мислам дека тоа ќе остане во долго сеќавање на децата и од Македонија и од Белорусија. Ќе имаат можности да се дружат, да ги посетат културно-историските споменици, музеи, и мислам дека ќе биде интересно. Исто така, планираме за Светскиот самит на децата од 20 до 27 септември да организираме повеќе активности низ цела Македонија во сите градови каде што имаме координатори, за да се афирмира овој самит на децата.